2 дена пред почетокот на големиот христијански празник Свети Никола, кој што е во едно патрон на нашиот град. Тука сме собрани, каде што е во завршна фаза припремите за овој наш голем празник. Овој голем празник Свети Никола Чудотворец, кој што е заштитник на морнарите, на бродовите, на морепловците, на рибарите, а исто така е заштитник на немојчните и сиромашните граѓани. Мислам дека овој голем празник секаде во светот се слави, а посебно ми е драго што најголем дел од семејствата во нашиот град Прилеп го слават овој празникот Свети Никола како своја семејна куќна слава, и затоа ми е посебно драго што овој денеска се собравме овде каде што се прави постната трапеза за 19-ти, каде што на плоштадот во центарот на градот ќе се одржи свечена претходна литургија и после ќе се служи постната трапеза која што нашите граѓани треба да го прослават овој наш голем празник христијански. Јас во оваа прилика сакам да ги повикам граѓаните на општина Прилеп на 19 во 12 часот да дојдат што поголем број, сите заедно да го прославиме овој наш празник, како што кажав 14 поред го слави општина Прилеп. Ги правиме сега последните припреми сите заедно и мислам дека овие граѓанки од неколку здруженија што ги прават постните сарми, познатите прилепски постни сарми, ќе бидат на вистина на својата задача, ќе направат доволен број на вакви сарми кои што сите граѓани ќе го осетат вкусот на 19 за вечер. Особено че задоволство ми е што оваа година сум домаќин фамилија Небрежанец на празникот Свети Никола. По тој повод овие прекрасни жени што гледате сите зад мене успеа во 2 дена да завиткаат некаде измеѓу 60 и 70.000 сарми. Еве спрема најавата од нив, се спрема некаде околу 2000 парчина риба, што се некаде преку 200-300 кила риба, се спрема голема количина на граф, се спрема околу 3000 порции на граф, има голем број на маслинки, имаме исто тука припремено алкохолни пијалаци од типот на ракија, вина, имаме безалкохолни пијалаци, пива, сокови и се остато што е потребно да се одолговечи овој празник Свети Никола. Виткав негде 55 жени и да ви кажам, сармите се виткаја од се срце, со љубов, со задоволство, со песна. И верувајте ми, кога ги наредивме во тенџирината и си викаме леле, значи ова е нешто прекрасно и постната трпеза која ќе се одржи на плочникот пред парастасот, сармата блешти на таа софра, али да ви кажам, софрата се состои со убавото гравче, со прекрасните маслинки, прекрасната риба, домашното прилепско винце и домашна ракијичка.